Благодарам председателе, почитуван председателе, почитуван заменик министер, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувана јавност. Денес имаме предлог на закон за прогласување на дел од Шар планина за национален парк. Ке започнем од она што го читав, дека еден од условите за пристап во Европска унија, од условите да се исполнат, е над 12% од територијата на Република Македонија да биде заштитено подрачје. Колку што најдов информација, ние досега имаме 9% и со ова уствари ќе го комплетираме процентот за кој што го бара Европска унија, и покрај тоа што вчера колешката кажа една друга бројка, па би сакала тоа да ме информира заменик министерот. Основна цел на ова законско решение е прогласување на дел од Шар планина за заштитено подрачје од втора категорија, национален парк, заради обезбедување на заштита на исклучителните природни убавини вредности, разновидноста и богатството на биодиверзитетот, геодиверзитетот, хидролошките карактеристики, пейсажите, пределните и други вредности. Следните цели се на овој закон: зачувување на автентичната состојба на природата преку заштита на природните вредности, создавање поволни услови за одржување развој, спречување на дејствија со кои посредно или непосредно може да се промени состојбата на природните вредности, одржување и управување на националниот парк со цел заштита на природата, регулирање на односот на човекот кон природата. Во глава 4, во членовите 12 и 13 од законот се уредува управувањето на националниот парк, кое се доделува на јавна установа Национален парк Шар планина. Се дефинираат и активностите на јавната установа Национален парк Шар планина и планските документи кои истата треба да ги изработи и усвои. Со формирање на новата јавна установа, дел од трошоците ќе биде потребно да се обезбедат од буџетот на Република Македонија, а дел од сопствените приходи на јавната установа, која ќе ги остварува со отпочнување на работата. За таа цел се одделуваат од буџетот на Република Македонија 6 милиони денари. Во овој закон, прво, од овој закон излегуваат многу неодговорени прашања, нејасноти и дилеми кои се појавуваат и при престојното прогласување на Шар планина за национален парк. Прво, со прогласувањето на националниот парк ќе останат над 74 вработени на улица. Дали тие ќе бидат прифатени од новото јавно предпријатие? Не е предвидено превземање на вработени од јавното предпријатие Национални шуми во национален парк, кои досега работеа на тоа подрачје. Најголем проблем на ова подрачје се бесправната градба, бесправната сеча и опожарувањето на пасиштата на крај на есента, а овие проблеми тешко се решаваат и таа сеча, знаеме и сведоци сме до каква ерозија ја доведоа Шар планина во еден изминат период. Бидејќи сите национални паркови се самофинансирачки, јас се прашувам прво, овие 6 милиони денари кои што се предвидени е многу мала сума за тоа јавно предпријатие, ако знаеме дека е проценето дека 800.000 евра ќе чини само изработката на планските документи на националниот парк, односно планови за управување. Потоа, не се дефинирани посебни шумско-биолошки мерки за заштита од ерозија. Нема решение за малите хидроцентрали, нема решение за државното ловиште со кое управува јавното предпријатие Македонски шуми. Образложението на овој закон нема податок за бројот на населени места и домакинства кои ќе бидат опфатени со границите на националниот парк, кои се нивните годишни потреби од огревно дрво, напасување добиток
и секојдневна комуникација и движење. Ова го прашувам затоа што имаме 1% од 22-26%, каде што има доста голем број на хидроцентрали, доста населени места, а знаеме дека тие се само финансираат ствари од сеча на дрвата. Тоа стварно ме интересира како тие средства ќе се обезбедуваат за тоа предпријатие ново, кој што ќе биде формирано и ќе гласи Национален парк Шар-планина. Сакам да кажам дека ние ја поздравуваме одлуката на владата за иницијативата за прогласување на Шар-планина во Национален парк. Шар-планина поседува огромни природни вредности и многу богат биодиверзитет. Знаеме и тоа дека Шар-планина е под силен антропоген притисок кој резултира со постепена деградација на биодиверзитетот и останатите природни вредности. Во Република Македонија е многу малку направено за зачувување на овие вредности и според едно истражување таа се наоѓа на дното на листа според еколошката свест, односно од вкупно 40 држави, таа е на 37. Една од причините е непознавањето на природните вредности на Шар-планина. Ова една ретроспективна анализа ќе направам повеќе од 2 децении. Владите на Република Македонија работат и делуваат Шар-планина да биде прогласена за национален парк. Ова е историски напредок на процесот кој официјално на институционално ниво започна во далечната 97, а првата иницијатива беше во 1994 година. Во 1997 беше изработен предлог закон за прогласување на дел од Шар-планина за национален парк. Во 2010 година Министерството за животна средина ја започна повторно постапката за прогласување на Шар-планина, кога се одржа институционални расправи, направени презентации во општините од Полошкиот плански регион. Во 2012 година беа одржани трилатерални средби на министрите за животна средина на Косово, Македонија и Албанија, кои се заложија Шар-планина да биде поголемо прекугранично заштитено подрачје. Општата цел ќе биде постигнување валоризација на природните вредности. Меѓутоа, знаеме дека на реката Пена има многу хидроцентрали и многу пати слушавме како жителите на околните села беа загрижени дека животот ќе им биде одземен, нема доволно вода за пиење, нема доволно вода за наводнување на нивите, се сечат дрва, се пробиваат земјени патишта и со тоа се уништува природата и шумите. Во законот, не кажувате што ќе правите со малите хидроцентрали кои се голема штета за природата. Спроведено е теренско истражување од еколошка меѓународна мрежа за влијанието на хидроцентралите врз животната средина, при што беа посетени 5 изградени хидроцентрали во националните паркови Маврово и Пелистер. Оценката била поразителна, сите 5 хидроцентрали се изградени во подрачја со висока вредност на биодиверзитет и малите хидроцентрали можам да кажам дека немаат ни економска, ни еколошка поента, затоа што е направено истражување за енергетската ефикасност на 488 мали хидроцентрали кои што се изградени во земјите на Западен Балкан и од вкупната количина на енергија тие генерираат само 3,6%. Тоа е за Западен Балкан. Од нив бенефит имаат само инвеститорите. Затоа единствен спас на Шар-планина е прогласување на национален парк. Косово веќе го има делот од Шар-планина прогласено за национален парк и со заштита на Шар-планина овој услов би бил исполнет. Меѓутоа, овде има многу дилеми, многу неразјаснити работи, што мислам дека се многу голем проблем пред прогласувањето на Шар-планина за национален парк. Ви благодарам јас. Диме Велковски, реплика.